дојде до една соработка помеѓу вас двајцата, можна е успешна, која еве повторно ќе резултира со тоа што ќе стане и песна на неделата во текот, мислам, на наредната недела на нашите програми. Како ви текна ваква една соработка? Дали тоа беше според гласовните можности, според физичкиот изглед на што се осврнавте? Веќе ви се кажувате, тоа не беше наша желба, него беше желба на Јован Павловски и Димитар Масовски, тие се автори и на музика и на текст. И кога Масовски не покани кај него да ја слушнам песната, се гледам и рековме дека мора да им треба уште еден глас, и ја глас кој ќе даде стварно порака дека Македонија името нема да го менува. Женски глас, нели? Да, мислам на женски глас, а тоа беше во главата ни беше само Петранка и еве тој дует се вака роди. Мислам дека ќе продолжиме и понатака да пееме заедно. Песната најде на голем одглас кај публиката, меѓутоа вие не влеговте во на прва листа на успешни песни кои требаше да го представуваат тој избор за фолк хит на годината. Што беше причината? Да, за жал не бевме. Ја мислам причината беше што не бевме тука, бевме во Австралија, бевме отсутни. И еве Ве изумија. Па не изумија, чисто така испадна. И кога еве почна овој караванот низ Македонија, ние за жал не бевме на првите концерти, мислам Куманово, Штип, Битола, и по барање од продукцијата наша и од народот, ние настапивме во Гостивар, Радовиш, Велес и Струмица. И ние сме многу горди со Јоко пред нашиот народ кога ќе излеземе со таа песна, името не се менува, и мислам дека сите сме за името да не се сменува, дека сме сите вистина горди македонци. И јас го мислам истото, да? Еве јас нешто ќе кажам, овде нашите колеги камермани вечер организираат една другарска специјална вечер во Континентал и ние сме исто специјални гости на камерманската вечер во Континентал. Честита камерманска вечер, а вам уште повеќе успеси и заеднички дуети. Благодарам. Thank
Тоа е песната на неделата што ќе ве буди и ќе ви носи добро расположение во текот на наредната недела.